Добър ден, драги ученици! Добре дојдовте во училница. Предметот за кој што ќе зборуваме денес е физика за 8 оделение. Нашата наставна содржина е разбирање на сончевиот систем. Јас сум наставник Невенка Јовановски по математика и физика во Основно училиште Олу Борис Трајковски во Моноспитово. Што всушност е сончев систем? Сончевиот систем е планетарен систем кој се состои од Сонцето и останатите небески тела кои орбитрираат или кружат околу него. Кои се тие останати небески тела? Тоа се 8 планети кои што заедно со своите природни сателити и прстени и лјадниците, астероиди и комети, метеороидите и останатиот меѓупланетарен материјал. Сончевиот систем е исто така само еден конкретен пример од пошироката категорија наречена звездени системи. Еден звезден систем се состои од голем број различни објекти кои што орбитрираат околу една или повеќе матични звезди, кои се помеѓу себе гравитатски врзани. Во еден звезден систем може да се најдат различни типови на планети, нивни сателити, мали објекти, во кои што спаѓаат кометите, астероидите, метеороидите, космичка прашина и меѓупланетарен простор. Најблиската звезда, која што е сосед на Сонцето, е црвеното џуџе, која што се нарекува Проксима Центаури. Таа е оддалечена 4,3 светлосни години. Сонцето исто така содржи 99,85% од сета материја во сончевиот систем. Како дефиниција за тоа што е сончев систем, а со тоа и звезден систем, таа постојано се менувала како што се проширувале знаењата за него низ вековите, па и денес особено проблематични објекти за дефиниција биле планетите. Исто така, дефиницијата за тоа што е звезден систем ја правиме врз база на досегашните познавања пред се на сончевиот систем. Хајде да видиме колку планети има всушност сончевиот систем. Бидејќи веќе спомнавме во претходните слајдови дека планетите кружаат околу Сонцето. До пред неколку години ние бевме убедени дека нашиот сончев систем има 9 планети, и тоа Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Но нашиот сончев систем всушност има 8 планети, од кои што се. Еве, ги имате овде на фотографијата. Тоа се Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун, кои исто така ги нарекуваме и внатрешни планети, но исто така имаме и 5 надворешни планети, кои што се наречени џуџевски планети, а тоа се Плутон, Хаумеа, Маке, Ерида и Терера. Еве еден интересен податок. Колку време би преживееле на планетите Земји? Да почнеме од планетата Меркур. Планетата Меркур е свртена кон страната на Сонцето. И таму кај неа е екстремно жешко, и тоа некаде околу 427 степени Целзиусови кога е најжешко, но на спротивната страна е смрзнувачко, и тоа некаде околу минус 179 степени Целзиусови кога е најладно. Значи, ние некаде на средината
би преживеале онолку долго колку што можеме да го задржаме нашиот здив. А тоа е негде околу 2 минути. Планетата Венера. Кај планетата Венера исто така е жешко и тоа температура од речиси 482 степени Целзиусови. Знаеме исто така дека нема да ни биде пријатно за преживување на оваа планета. На Венера значи има иста гравитација речиси како на Земјата, па ние би можеле таму да прошетеме додека не испариме. Времето на преживување би ни било речиси 1 секунда. Земја. Кај Земјата, благодарение на прекрасниот кислород во нашата атмосфера, на храната и водата и се друго што ја прави оваа планета погодна за живење на човекот, можеме да добиеме речиси добри 80 години. Можеме и да живееме, например, подолго, ако сте родени и живеете во сина зона, едно од неколкуте места на планетата, каде што луѓето имаат подолг животен век од останатата популација. Значи, рековме дека времето на преживување би ни било некаде околу 80 години. Планетата Марс, спротивно од планетата Меркур и Венера, значи планетата Марс е многу ладно, но таму воздухот е многу реток, па нема да го почувствувате интензитетот на студот како на Земјата при иста температура. Со многу топла облека би можеле да кажеме дека би можели да се прошетаме на планетата Марс и додека можеме да го држиме нашиот здив. Значи времето на преживување на кај планетата Марс би ни било минимум од околу 2 минути. Планетите Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун ни се гасовити планети и овде животот на нив би ни бил исклучиво непријатен, бидејќи ќе имаме многу превисок, бидејќи се гасовити планети и времето на преживување кај овие планети би ни било само 1 секунда. Еве еден интересен податок за еволуацијата на Сончевиот систем. Значи, Сончевиот систем се формирал негде околу пред 4,5 милиарди години со гравитатско колабрирање на огромен облак, кој што е составен воглавно од молекуларен водород или H2. Се проценува дека првичниот облак бил голем неколку светлински години и дека од него не се родил само Сончевиот систем, туку и неколку други звезди и нивни системи, кои подоцна се раздвоиле од групата. Значи, најголемиот дел од масата се концентрирала во центарот, со што започнала да расте и температурата, а облакот побрзо да ротира. Еве, овде гледаме дека имаме постепено загревање. Потоа, маглината продолжила да се собира. Еве, ова е една планетарна маглина која што продолжила да се собира и да се сплескува во протопланетарен диск и противзвезда во центарот. Во тоа време, преку процесот наречен арекција, започнале да се формираат и планетите. Значи, 50 милиони години биле потребни за притисокот и густината на водородот во противзвездата да станат доволни за да започне термонуклеарната фузија во неговиот центар. Така се родило нашето Сонце. Додека фазата на умирање на Сонцето има значително влијание и на останатите тела во Сончевиот систем. Температурата на Земјата, а со тоа и условите за живот, ќе станат превисоки за приближно 1,5 милиарди години.
По-поволни услови за живот ќе се појават на објектите што се подалеку од Сонците, како например Марс или сателитите околу Јупитер или Сатурн. Бидејќи рековме дека кај планетата Марс е многу ладна, а планетите Јупитер, Сатурн се гасовите планети. Исто така при растењето на Сонцето тоа ќе се прошири се до орбитата на Земјата. Но истовремено со губење на масата на Сонцето ќе започнат да се менуваат орбитите на сите небесни тела, така што ќе се оддалечуваат од нивната матична звезда. Ајде сега да видиме кои се најоддалечените региони на Сончевиот систем. Како најоддалечени региони на Сончевиот систем, односно неговиот крај, тоа се хелиосферата и Оортовиот облак. Значи, хелиосферата е облак каде што доминантно влијанието од сончевиот, каде што е доминантно влијанието од сончевиот ветер. А додека Оортовиот облак е ова овде, Оортовиот облак, тоа е хипотетички регион кој што содржи трилијарди мали ледени објекти. Значи, најоддалечените региони на Сончевиот систем се неговата хелиосфера и Оортовиот облак. Во продолжение можеме да го погледнеме и даденото видео за Сончев систем. Да видиме како планетите кружат околу Сончевиот систем. Гледаме како тие најизменични се менуваат и кружат околу Сончевиот систем. Значи, гледаме што се бележи во видеото. Гледаме дека внатрешните планети, тоа се 8 планети кои што ги набројавме, кружат побрзо за разлика од надворешните планети или џуџистите планети. Благодарам на вашето внимание.